Набавка на нови системи, воена опрема и возила, нови договори со САД и одлични оценки од НАТО за македонските војници. Министерот за одбрана Владо Мисајловски и началникот на Генерал-штабот на армијата Сашко Лавчиски во отчетот за сработеното во изминатите 2 години забележаа значителен раст и напредок во организираноста и модернизацијата на одбранбените сили. Во прв план е користењето на најновите технологии, ставајќи Македонија на исто рамниште со незините сојузници. За оваа цел направени се обемни нарачки. Во понеделник стигаат на пристаништето во Солун сите страјкери, така што на крајот на месецот ќе имаме нова активност каде што ќе може да видиме да го заокружиме целиот овој процес на договорот со САД, каде што тотал имаме договори околу 339 милиони евра. Од новите договори што се со САД, сакам да им информирам дека потпишавме договори за набавка на лесно пешадојско вооружување, набавка на беспилотни системи Пума и Равен. Се разговара и со синдикатите за правење на нов колективен договор. Еден од главните фокуси ќе биде зголемување на платите на војската, а се бара и начин како војниците кои имаат над 45 години да останат во Министерството како дел од армијата. Со поддршка на Европскиот мировен фонд добијани се 40 милиони евра, набавени се над 7000 пара чизми, 8000 униформи, 1250 шлемови во соработка со Турција, а македонската армија се подмладува. Лани таа добила 300 нови војници, а годинава досега се пријавиле 1700 нови апликанти. Активните припадници на армијата се оценети според највисоките НАТО стандарди. Назначена за нас беше вежбата Блесок 26, во чии рамки се реализираше оценувањето на нашиот врвен НАТО приоритет, лесната пешадиска батальонска група. Стекнувањето со статус Mission Capable или борбено подготвена е огромен успех, кој што е резултат на јасна стратегиска насока и напорна работа. Ова е успех кој што се темели на одржлив и систематски процес на планирање, подготовка, обука, опремување и модернизација на армијата, реализирана во согласност со највисоките НАТО стандарди. До крајот на годината треба да стигнат и двата хеликоптери од договорот со италијанската компанија Леонардо. Во градежниот дел издвоени се преку 12 милиони евра кои ќе одат за уредување и реновирање на армиските објекти како касарните во Штип, Прилеп, Куманово, главните згради на Генерал-штабот и воениот хотел во Скопје. Буџетот на Министерството за одбрана изнесува 4% од бруто домашниот производ, а заедничката цел на алијансата е сите членки до 2035 година да издвојуваат 5% за одбраната.